Добро утро уште еднаш за нашите гледачи, за оние кои што можеби некои од нив подоцна се вклучиле, оние кои што редовно не следат, знаат дека ќе се наш гостин ово утро и дека ќе ни ја разубави утринската програма. Јас требаше и со Искра да те оставам затоа што сте соседи на Китка и така ви појде некако разговорот и муабетот, но сега со мене ќе разговараме. Маријан, добро утро и добре ни дојде. Добро најдов. Да, имаме обичај така да отидеме на планина и да си дишеме убав чист воздух. Нема подобро. Нема подобро. Убаво. Со дечињата фамилиарно. Фала Богу, сите у кола и горе. Сакам и море, ама сакам и планина. Сакам и планина. Убаво од ваша страна. Меѓутоа, сега сме тука повеќе, да, за музика. Веќе ја слушнавме она мелодија на Сол, Зиврели нека пресушат. Насловот е многу едноставен. Безвременски хитови на Маријан Коцев и навистина се безвременски. И јас те помнам, дали може да подсетиме, дали твојот прв настап беше во Тетово или ми се чини? Не. На фестивал, зборам за фестивал. Беше Цветници 94. Цветници, грешка сум, значи добро. Следната година имаше повеќе настапи на фестивали. Започнав со Цветници, значи 95-та, токму со оваа песна, Солзи нека пресушат. Ете, од 95-та до сега, 2025-та. 30 години. 30 години 30 години песна е таа која песна. што секогаш со задоволство се слуша. И кога ќе им кажам на помлади колеги, ќе го прашам прво колега, колку имате? 29. Викам, песната е 30. И... Така да. Значи, Тетовски филиграни, Бекрија Љубовџија, Бекрија Љубовџија. па Валандово, Бела Јасмина, па Охридски трубадури. Па добро, безвременскиот хит Бекрија Па Љубовџија. имаше Значи во и Тетово фолк се хитови, испеа. Тетово, да. Да, така. Многу фестивали, многу песни. Многу фестивали, многу песни кои што останаа зад тебе и се уште ги слушаме и младите генерации, безвременски хитови, многу години со пеењето и со музиката, па колку поминаа ќе кажа? 34 со музика. 34 со музика. Меѓутоа јас тука морам и да кажам и да потенцирам дека вие сте сепак едно музичко семејство. Заедно со твојот брат, потекнувате од Кавадарци, ќе ги поздравиме кавадарчани. Обавезно, типишијата мора да ја поздравиме. Имаме ли време да го посетиме Кавадарци? Има. Се наоѓа, така за се. Мора, тоа е родното место, грудката таму. Таму се Корените, спомените, музиката е од таму, рекијата е од таму, виното е од таму и вода имаме дури наша сега. Така? Се од Кавадарци, значи ако го нема Кавадарци, не знам како ќе живее Македонија. Убаво кажано. Да. Па добро, познати сте по многу нешта, меѓутоа и по талентирани музичари, тоа мора исто да го признаеме, веве почнувајќи и од вас. Има доста. Да. Цветанка Ласкова. Да. Ако ги Никола набројуваме, Бадев, ги има Катерина Танева, многу, да. Блаже Богев, доста ги има, да. Од тоа поднебие и овие години со овие безвременски хитови кои што ни ги подари на нас сите и кои што и се уште, како што кажав, милуваме да ги слушаме, да уживаме. Јас би сакала да започнеме и да го слушнеме овој рефрен 30 години, како што кажавме, дека обстојува и се уште ќе обстојува, па да ја почестиме публиката, може со Солзи Врели нека пресушат, Може да ја барем ако почестиме. едно делче, па ќе си продолжиме со разговори, за крај ќе оставиме уште една песна. Може иначе да кажам дека тоа беше моја идеја да снимам во дворот каде што сега живеам. Значи, ова видео издание од минатата година. Ова е во мојот двор. пред твојот дом? Да. Па тоа е одлична идеја. Во новиот дом, кога Тоа ќе му дојде како да пееш серенада на твојата сопруга? не уште кога го гледав престанот, јас не ни знаев дека е на приземје и ми велат Маријан, тука станот. А овој се прода на приземје и само прво нешто што ми текна, свикам тука мора нешто да се направи, некое видео издание добро за мене, некако да се ја насладам душата за мене, да ми остане нешто. И сите овие песни што се снимани тука се јас си ги одбрав и јас што си ги сакам. И заедно со моите колеги од градска кафана Двор и нормално збогатен беше оркестарот, Гоце од Dream Team. Преубава идеја. Брат ми е тука на труба.
Ајде Таша исто така? Да си уживаме малку, може? Ајде, после ќе збориме. Може. Сонци врели, нека пресушат, баре малку надеж јас да имам. За тебе нека да ме боли душа, да бидам среќен и јас право сонци врели, нека пресушат, баре малку надеж јас да имам. За тебе нека да ме боли душа, да видам среќен и јас право имам. Како мајка да ме проколна, како земја да ме прогода, уште јас по тебе тагувам, немам кому да се радувам. Сонци врели, нека пресушат, баре малку надеж јас да имам. За тебе нека да ме боли душа, да видам среќен и јас право имам. Сонци врели, нека пресушат, баре малку надеж јас да имам. За тебе нека да ме боли душа, да видам среќен и јас право имам. Да видам среќен и јас право имам. Колку убаво од вака пораните утрински часови да уживаме во преубавите хитови, поготово твој со твојот прекрасен и преубав глас, еден од најпрепознатливите на македонската музичка сцена, па сега види, тоа мора да се каже и да се потенцира, а и сите го знаат, меѓутоа еве. Сепак да го споменеме. Прекрасен вокал уште од самите почетоци, милозвучен како што се вели. Соседиве уживаа. Бесплатен концерт им подари. Ужива. Искрено да бидам, јас мислев дека ова се одвива некаде во некој ќоше во некој ресторан, меѓутоа ова било през града. Уште кога се вселивме со мојата фамилија и запознавајќи ги комшиите, ќе имаме песна тука, ќе биде весело. И кога се спремаше ова чудо, и за време вечерта намерно беше заградено за да од причини од видео аспект, за да нема проблеми, за да нема прекини. Но после неколку дена комшиите ми кажуваат: а зошто толку кратко траеш? А зошто не беше подолго? Мене ми беше страв, бидејќи почнавме 20 до 9, во 10 завршивме. Ама комшиите сакале малку подолго, дури некои комши
си направиле салатка горе, па ракивче. Така. Вика, шо ни направи? Шо направи, бе, комшија? На пола, вика, не остави. Ке има реприза? Ке има. Ке има, сигурна сум. Ке има. И посакувам секогаш вакви успешни видеа, изданија со пребавите твои хитови и песни. Ајде да споменеме во овие минути што ни преостануваат за како помина летото, имавме ли настапи, се подготвуваш ли повторно за нешто, да откриеме што е она што треба да го очекуваме од тебе? Имаше настапи, не беше како овие 2-3 години изминати, малку ситуацијата е посмирена, генерално. Мислев дека е само кај мене, но колегите што зборевме, значи не е тоа, но сепак има. Така. Ајде да кажеме на златна средина. Па и најбавата е златната Имаше и тука по Европа, има уште нешто, сега сме 12-13, значи не овој наредниот викенд, сме Германија заедно со Татјана Лазаревска. Тука е моментално на одмор во Македонија, но ете така ги направивме коцките едно гостување заедно. Зошто да не е одлично. Петок и сабота во Германија, после 20. Каде во Германија поточно, во кој град? Сабота сме на 13. Altes Haus, тоа е еден наш ресторан, некаде на западот од Германија, а петокот сме некаде околу Штутгарт. Името на ресторанот не го знам, се извинувам. Има на моите социјални мрежи и кај Татјана има реклама. Да се информираат. Ја затоа што знам дека не следи секогаш диаспората, поточно и како Алфа телевизија и сите кои што во овој момент се заедно со нас, може да се добијат ваква информација и како што кажавме и од твоите социјални мрежи да дознаат нешто повеќе плюс за овие настапи. Кога настапуваме надвор од границите, јас го поставувам прашањето на вас се срадните уметници, но еве и тебе, твоето искуство, секој со своето, нели? Нашите таму ги знаат песните, уживаат во нашата македонска песна. Ги знаат, многу се... Значи, пееме во хор. Уживаат, сакат... Ето, е веќе одлична атмосфера. Да, може би се работи 5-6 дена, но тој ден кога ќе се дојде на музика, се пее без престан. И во 3 кога ќе завршиме, мора да фали 1-2 песни. Барем уште една, вика. Барем уште една. Подготвуваме нешто ново што се однесува на музички план? Па нешто план. се спрема, да, нешто се крчка. Направив, морам да кажам, една подолга пауза, но таа пауза е, ајде да кажам, послужи како еден ресит. Оваа година моја јубилејна пееска, 50 роден ден. Да сме живи здрави, тука сме некаде. Па, генерацијски, со роден дените. Да. Така. Така да ова е година како завршеток на едно поглавје и почеток на друго поглавје. На друго поглавје, што значи ќе очекуваме нешто ново. И ќе има и новитети, и ќе има доста нови работи. Тоа ми е драго што го слушам, со оглед на тоа дека знаеме што е она што може да произлезе од тебе, затоа што ако ги набројувам сега хитовите Бекрија љубовџија, Солзи врели нека пресуша, Ти, Само ти, Помогни ми, уште многу други кои што ги имаш. Има баладата Никој после тебе, Запајте браќа. Многу убави песни. Со кого најмногу соработуваме за да произлезат вакви безвременски хитови? Па во прво време со Сашко Велков. Маестор Сашко Велков. Маестро Сашко Велков. Така. Значи, Сашко беше тогаш повеќе од автор на многу песни, не само измеѓу мене и него, и на многу мои колеги. Ние и заедно работевме и до скоро што се вика, така да многу направивме. Не само во почетокот, туку и до последен ден кога бевме, тоест јас кога бев во Dream Team, после 3-4 години и брат ми, морам да го споменам, имам многу песни негови кои што се негови, значи збориме за музика, не за текст. Љубовен танец е негова песна. Реков во моментот не можеш да се сетиш на насловите, меѓутоа многу Запајте имате. браќа, баладата Ти само ти. Да. И многу други. Имаме една заедничка Аманет што ја пееме заедно.
2019. Нека се редат хитовите, Има, јас тоа има, ќе го има. посакам. Сега, да, кога веќе споменавме, ми даваат сигнал од режија, но добро, со музичарите многу помалку зборување, повеќе песна. Ќе ја слушнаме и Печалбарска, кога веќе споменавме еве Германија, дека ќе имаме сега настап таму, а сме имале насекаде низ каде Ова што се песна на Хусеин македонците. Минич, многу ми е драга, многу ја сакам. И кога ја снимав 99 јануар, во февруар веќе отидов во Австралија. Аха. И таа песна беше дадена на оркестрот да се вежба, да ја пееме, Па бидејќи за е нова. Печалбарите, Мора да се така. промовира. Да. Беше многу добро прифатена. Но интересно е што сега уште повеќе се бара таа песна и се слуша. Па затоа што знаеме која е Бидејќи причината, но имаме за тоа и нема да миграција, зборуваме. и постара, так, и понова, да. многу чепка таа песна. Сега ќе ја слушнеме во продолжение. Уживајте, почитувани, а јас ќе ти се заблагодарам што одвои од времето да ни бидеш гостин во утринската програма. Благодарам на И со поканата. новитетите се гледаме Се повторно. гледаме обавезно и да ги поздравиме сите гледачи и да кога ќе уживат има во денот. концерт во твојот двор, сакам да имам специјална покана. Повторно. Алфа телевизија има покана. Така, благодарам.